во организација на организационен комитет кој што го формираат конгресмени, со кој што председава конгресмен и така натаму. Точно е дека ние бевме поканети. И сега, кога е кажана вистината, тоа е тоа. Не е ништо тешко, срамно да се каже дека си бил поканет од инаугурацијскиот комитет. Напротив, требаше да се каже вака. И ке немаше простор да се глупира на јавна сцена. Мислам дека на Мицковски му е многу погрешно презентирано каде ќе оди, што е настанот и кој го повикал на тој настан. Мислам дека можеби и намерно на Мицковски му е направена стратегија од луѓе кои што му се на него блиски да тврдат дека Мицковски е поканет лично од Трамп, знаејќи дека тоа не е случај и знаејќи дека ние ќе го фатиме тоа. Кацо Николовски беше тој кој што прв кажа дека единствен лидер од Балканот лично поканет од Доналд Трамп е Христијан Мицковски. Мислам дека Мицик во ситуацијава беше намерно излизган за после тоа да се користи против него, бидејќи и тие што тоа го пласирале како информација знаат дека тоа не е така и знаат дека ние ќе го фатиме. И знаат дека тоа ќе правиме тема. Практично штетата ќе биде само на Христијан. Мислам дека во оваа ситуација Христијан е наместен од интересни групи во ВМРО ДПМН за тоа каде ќе оди и кој го поканил. Немаме ние ништо против тоа Мицковски да оди во Вашингтон, напротив. Но имаме против тоа да се тврди дека бил единствен балкански лидер поканет лично од Доналд Трамп да иде на инаугурација на Доналд Трамп.